Советничката група на СДСМ и коалицијата вчера попладне одржа пресконференција на која беше побарано владеачкото мнозинство во соработка со надлежниот сектор да го преиспита и коригира своето постапување во однос на донесената одлука за укинување на имињата на улици со нумерација на објекти во општина Куманово на последната седница на Советот. Во спротивно, правата на граѓаните на општина Куманово ќе ги бараме и штитиме во постапка пред надлежните судови и други државни органи, рече советничката Атина Мургашанска. Зошто ја напуштивме седницата на Советот на општина Куманово? Затоа што не сакавме да бидеме соучесници во едно незаконито постапување и да дадеме легитимитет на грубо кршење на законските и подзаконските акти на процедурата според која се носат одлуките на Советот и според која работи и одлучува Советот на општина Куманово. И покрај нашите повеќекратни укажувања дека се прави грешка, пропуст или намерно наметнување на волјата на мнозинството по секоја цена, и покрај тврдоглавото постапување на представниците на администрацијата кои од незнаење, повредена суета или по налог на нивниот шеф, градоначалникот на општина Куманово, одбија да ја повлечат предложената одлука и остана на својот првобитен предлог по секоја цена. По цена и на тоа епилогот на ваквото неразумно, нестручно и мајоризирачко однесување да не одведе воопште една несакана состојба, а тоа е своите права како жители на овој град, а особено како народни представници, избраници од народот, да мора да ги бараме во постапка кај останатите надлежни инстанции. Првим во управната, а потоа и во постапката пред надлежните судови. Затоа што наша цел не е надмудрување и докажување со советничките групи од коалицијата кои го сочинува мнозинството, а пред се советниците од ЗНАМ и ВМРО-ДПМН, кои ги патем победивме на последните локални избори, како листа со најмногу освоени гласови, а со тоа и најмногу советници во Советот на општина Куманово, туку нашата цел е законита работа на сите органи, тела, институции во општина Куманово и во крајна линија нашата цел е подобар живот на сите во Куманово. Уште еднаш преку ова наше обраќање апелираме владеачкото мнозинство во Советот на општина Куманово во соработка со надлежниот сектор да го преиспита и коригира своето постапување. А градоначалникот на општина Куманово, господинот Максим Димитриевски, како прв чувар на законитоста во општина Куманово, да не ја потпише оваа веќе донесена одлука од страна на мнозинството и ја врати на повторно разгледување и постапување. Доколку и тоа не биде направено, своите, а пред се правата на граѓаните на општина Куманово, ќе ги бараме, ќе ги штитиме пред надлежните судови и пред другите надлежни државни органи.